Течат последните подготовки за официјалното отворање на 5-то јубилејно издание на филмскиот фестивал на балкански и медитерански филм Преку езерото. Вечерва токму тука на брегот на Дојранското езеро, како што напомена, по трети пат ќе биде доделена наградата Мето Јовановски за високо професионално достигнување, за која се одлучија организаторите на фестивалот да доделат на Тони Наумовски, македонски актер, и зошто се доделува оваа награда. Барам одговори од директорот на фестивалот, Јани Бојаджи, со кој разговарам во овие вести. Добар ден, и веќе направив една кратка најава зошто наградата Мето Јовановски по трети пат оваа година завршува во рацете на Тони Наумовски. Викторија, затоа што, фала Богу, светот не почнал од нас и многу сме благодарни на тоа. Благодарни сме на великани како Мето Јовановски, кој со своето творештво како актер, како човек, како уметник, остави во македонската кинематографија и воопшто во македонската уметност толку силни траги кои ние ги следиме, и идејата ни е да во чест на великани како Мето Јовановски доделуваме една и единствена награда за високо актерско достигнување во уметноста на филмот, како што беше еден и единствен Мето Јовановски. Ете, заради таа причина, во негова чест, заради оние кои биле пред нас и кои практично ни го оставиле ова наследство, го правиме тоа, и овогодишен добитник е Тони Наумовски, актер од Македонија, Австралија и Америка. Знаеме, Тони е роден во Сиднеј во Австралија, живее и работи во Њу Јорк, во големото јаволко, и е во моментот најуспешниот македонски актер во цел свет, затоа што Тони Наумовски само во минатата година има добиено 14 награди за високи актерски достигнувања во уметноста на филмот, што е навистина резултат за почит, и ние тоа го почитуваме и ќе го наградиме вечерва. И самиот Наумовски пријатно изненаден и благодарен беше за наградата, меѓутоа фестивалот обрнува и големо внимание и на македонските филмови. Годинова од 50-тина, од кои во фокус е иранската кинематографија, има 20-тина македонски филмови од македонски режисери. Подеднакво, односно поголемо значење давате и на македонските филмови. Има ли доволно простор, треба ли уште повеќе простор за македонските филмови? Се разбира, никош не е доволно на еден фестивал да бидат прикажани сите македонски филмови кои се снимаат. Ние навистина се потрудивме се што минатата година е снимено во како кратка форма во Македонија да го покажеме на фестивалот. Еден дел од тие кои навистина заслужуваат како уметничка вредност се и во официјалната конкуренција со светот во борба за награди. Жирито е интернационално, тој што заслужува, убеден сум дека ќе ја добие својата награда. Инаку, ова година во официјална селекција имаме долгометражен македонски филм, тоа е филмот Кома на режисерот Агим Абдула, така да навистина македонската кинематографија е присутна во долгата продукција, во играните филмови, во краткометражната продукција, но имаме и селекција на македонски студентски филмови на македонските студенти на универзитетите за филм и телевизија во Македонија. Така, тоа е тема која што во вестите на Алфија отвараме во недела. Ви благодарам за овој разговор. Секако во следните денови известуваме за сите случувања во Дојран, Гевгелија и Струмица, каде што годинава се одржува фестивалот. Бојана, пред да се одјавам, ќе ги поканам сите љубители освен на добриот филм и на добрата музика, вечерва покрај брегот на Дојранското езеро, рок група Пеперминт во организација на фестивалот бесплатно ќе ги забавува сите посетители и гости кои што ќе се одлучат вечерва да дојдат во Дојран. Останатите секако ги поканувам пред малите екрани да наследат и во 20:15, кога ќе разговараме со председателката на управниот одбор на филмскиот фестивал Преку езерото, Мими Ѓорѓовска Илиевска, и секако сите детали ги пренесуваме утре во вестите во 14:30.